Реформа во пензискиот систем за сигурна пензија на идните пензионери. Од Асоциацијата на пензиски друштва од задолжителниот втор столб предлагаат воведување мултифондови, каде парите би се оплодувале со повисоки приноси и зависно од возраста би се вложувале во поризични акции. Моменталниот конзервативен модел им носи годишен принос од само 5,5% на идните пензионери и според законот над половина од сумата мора да се вложува во државни обврзници. Затоа сметките на осигурениците се пониски од планираното. Сепак од Асоциацијата велат дека евентуалното национализирање на вториот пензиски столб долгорочно би се покажало како погубно. Треба да знаат осигурениците дека средствата во вториот столб се личен имот, кој што е наследен и без разлика дали се работи за осигурување во текот на работниот век или по пензионирањето, тие имаат зголемен степен на заштита, освен семејната пензија која останува како право, дополнително е и правото на наследство. Со реформата на пензискиот систем пред 20 години, воведувањето на задолжителниот втор столб беше да му помогне на ПИОМ за да се стабилизира и со тек на време да се намалат префрлањето од буџетот за да може да се исплаќаат пензиите. Но иселувањето на младите, продолжениот животен век и пријавувањето на работниците на минималец наместо на цела сума ја доведуваат во прашање висината на пензијата на идните пензионери. Во моментот кога ќе дојде време да се исплаќаат паралелно пензии и од првиот и од вториот столб, врската за исплата на пензии некаде половина од износот ќе падне на терет на вториот столб. А фондот за пензиско инвалидско осигурување, државниот фонд на ПИОМ, и понатаму ќе продолжи да задржува повеќе од 2/3 од вкупниот придонес за пензиско инвалидско осигурување. На тој начин поголем износ на придонеси во првиот столб, а поделена обврска за исплата на пензиите, значи дека низ годините постепено ќе се избалансираат приходите и расходите на ПИОМ и ќе дојдеме до состојба на негова одржливост. Во моментов над 630.000 осигуреници се членови во вториот пензиски столб, а само 150 пензионери земаат пензија од истиот, која е минимална, нешто на 10.000 денари. Првите поголеми исплати ќе следуваат после 2030 година, кога се очекува околу 5.000 пензионери да се исплаќаат од овој столб, ако не се воведат мултифондовите. Од Асоциацијата не очекуваат дека идните пензионери би се радувале на повисока пензија. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.